Така како известувач работам со сите партии во земјата и сакам да изразам огромно задоволство што председателот на мојата група, господинот Свобода и вие, Либор, сте присутни овде денес. Ги поттикнувам сите политички партии во Европскиот парламент да дојдат и да се вклучат во работата овде во земјата, за да видиме прогрес во земјата. Затоа ни треба повеќе видливост и да се даде поголем приоритет на предизвиците во земјата. А оваа група може да одлучи каде ќе ги одржи своите средби, а тоа што одлучи да одржи овде, оваа средба навистина ми помага. Искрено драго ми е што сите колеги се овде. Исто така би сакал да им посакам добре дојде на представниците на граѓанското општество. Многу од нив ми помогна низ годините да ги подготвам моите извештаи, како и да одржам една тркалезна маса. Сето тоа што е важно не е само тоа што го кажуваат луѓето во Европскиот парламент, сакам да го одразам тоа што го чувствуваат и кажуваат луѓето во земјата, и мојата улога како известувач за земјата сакам да се гледа како навистина од помош. Исто така некој од вас беа поканети не само на оваа средба, туку и на тркалезните маси на кои што председавав. Навистина верувам дека независно диверсифицирано граѓанско општество, како што рече Кинка, е многу важен дел од општеството и е потребно на оваа земја. Би сакал за сите три теми да дадам една кратка поента, за тоа што го слушнав од вас, а една општа поента, една општа порака, што треба да се земе предвид не само овде, туку и во целиот регион, е следното во однос на демократијата. Во декември 2012 беше исто. Состојбата беше слична, зборував со многу од вклучените политичари. Различните партии има различни гледишта за провокациите. Нема да давам коментари сега во иднина, ниту пак давав претходно, но нема сомнение за тоа каква репутација опозицијската партија и новинарите градеа за земјата. Беше навистина сиромашна слика за земјата, а тоа на нас значително ни отежни работата да придонесеме кон напредок во процесот. Од тогаш комисарот Фуле и моите колеги од Европскиот парламент ме замолија да се вклучам во работата околу Мартовскиот договор. Заслугата за договорот не е наша, туку на за партиите кои што одлучија да го состават. Факт е дека тоа се случи и ја вративме демократијата на место, на правиот пат, и сметам дека тие преговори на тоа прашање беа едни од најважните во кои што бев вклучен со успешен резултат. Тоа не ги менува предизвиците со кои што се соочува демократијата, но ни овозможува да се вратиме во правата насока. Имам огромна почит за одличниот европски експерт господинот Венес, кој што продолжува да помага во процесот, а исто така многу ме охрабрува и тоа што политичките партии се договорија како да се однесуваат во однос на реформирањето на изборниот законник. Сето тоа е добар знак за капацитетот на земјата и можноста на политичките партии да го изградат патот, како што рече Кинга претходно. Престои уште многу работа
Вие во оваа земја знаете дека имате авторитативен, силен парламент кој што може да врши независна контрола на извршната власт. Организациите како Европската унија, NDI и сите други кои што се вклучени во овие работи, работат со парламентот за да се подобрат парламентарните процедури и организациите да можат да ги промовираат своите цели. А настаните по 2012 покажуваат дека овие напори не биле доволни или политичката волја не била доволна. А тоа мора да биде целта во оваа земја. И вие во граѓанското општество морате да имате способност да им доставите докази на парламентарците од сите политички партии за политиките што ги формулираат и за тие докази, за тие материјали да бидат земени предвид и да се донесат подобри одлуки. Вие треба да го барате тоа како и членовите на парламентот кои што седат овде. Што се несва до бојкотот, тоа беше големо прашање минатата година. Јас и Ханес многу разговаравме за ова прашање во минатата година. Европскиот парламент и нашата група во Европскиот парламент никогаш не поддржуваат бојкот на парламентот. Партиципацијата, односно учеството во парламентот е од клучно значење и секогаш ќе кажуваме дека не се согласуваме. Мора да се учествува без оглед колкави се предизвиците. Оваа недела ме праша што се случува во врска со втората рунда на председателски кандидати. Нема да им кажувам на политичките партии јавно што треба или што не треба да кажуваат во однос на политиката во оваа земја. Нема. Тоа не е во ред. Европската унија не треба да го прави тоа, но тоа што сакаме е сите партии целосно да учествуваат и таа порака јасно да ја пренесем. Не се работи за парламентот само во оваа земја. Може да се каже дека премногу граѓански организации се подефинирани во ставот дали ја поддржуваат опозицијата или партијата на власт повеќе отколку во други земји. Многу е важно да се заземе став за основите. Мојата работа со граѓанските организации е да се промовира независен плуристички систем на граѓанско општество и се надевам дека тоа ќе биде следниот чекор на кој ќе работиме. Во областа на владење на правото има напредок, не само поради домашната политика, туку и поради тоа што земјата мора да напредува од аспект на дворешната репутација и престапувањето. Нема сомнение дека во администрацијата и намалувањето на товарот на судовите е направен напредок. Тоа го кажувам и во мојот извештај за кој минатата недела парламентот гласаше, но сепак постои селективна правда и мора да се биде многу внимателен што се кажува во јавноста во врска со тоа. Ние велиме дека судството во секоја земја мора да биде независно од политички влијанија и вмешување и ние како политичари почнуваме да велиме ова лице е невино, овој случај не е во ред, а тоа е сосем спротивно тоа што го бараме од политичарите во оваа земја. Затоа сме многу внимателни, мора да бидеме внимателни. И многу внимавам да не кажам ништо за вина или невина на Кежаровски, например. Притворот и условите во притворот се значителни важни аргументи
во однос на аргументите да биде пуштен да биде пуштен дома, а секако се уште се чека на обвинението. Бев присилен да го направам тоа, за да го одразам мислењето на луѓето и доказите кои што беа приложени. Знам дека владата не го прифаќа тоа и си имаат своји докази, но би сакал да го прифатам и тоа. Сепак, ако постои селективна правда која што се применува во оваа земја, тогаш тие новинари кои што може да известуваат критички или кои што сака да известат за корупција, може да се плашат да го направат тоа, бидејќи сметаат дека може да завршат со обвинение кое што и не е засновано. Се надевам дека понатаму во своите напори не само политичарите, туку и властите и очекувањата на општеството ќе овозможат напредок во оваа област. Тоа што сакам да го кажам во врска со ова е дека постојат европски стандарди за правдата, постои Европски суд на правдата, има преседани кои што треба да се почитуваат и да се применуваат во сите земји, и во оваа земја, еднакво како и во сите земји членки, бидејќи сме сите членки на Советот на Европа. Оваа година во мојот извештај напишав дека пресудите на Европскиот суд во врска со оваа земја, не самите пресуди, но примената на истите треба да биде дел од идните извештаи за прогрес на комисијата. Се надевам дека комисијата ќе ја прифати таа препорака и дека тоа ќе биде позитивно влијание за вас, за оваа земја, како и за другите земји што пристапуваат. Во врска со слободата на медиумите, ја делам загриженоста која што веќе беше искажана во врска со рангирањето на земјата според индексот на слободни медиуми. Има луѓе во земјата кои што го стават под прашање овој индекс, но овој индекс се чита во целиот свет и сепак се работи за репутацијата што земјата ја добива. Постојано, а и многу луѓе, многу колеги во парламентот велат дека се многу загрижени во врска со различните извештаи и можноста различните мислења да се објават во земјата. Во врска со господинот Тарифи зборувавме за организирање на округла маса која што би била патока за оваа тема и се надевам дека тоа би водело во права насока. Настаните од декември 2012 значително ги влошија работите и покажуваат што треба да се случи за да се врати довербата во земјата во процесот. Сакам да кажам дека диалогот одново почна, да потврдам дека повторно почна и сакам тоа да го поздравам. Како што слушнавме од Мијатовиќ оваа година, некои аспекти на законот веќе се подобрени и тоа треба да го поздравим. Но сепак тоа не значи дека се поништува местото, рангирањето на оваа земја според индексот и овие активности само што започна. Јас сакам да го поттикнам овој диалог да се одвива и понатаму и да се развива, бидејќи тоа е вистинската рамка за да се постигне напредок. Новинарите не треба да се одредуваат според својата партиска припадност. Ова е мојата генерална забелешка. Постои недоволна солидарност помеѓу новинарите и мојата колешка беше во право кога го кажа тоа. Во регионот има вистинско разбирање на вистинските цели на новинарството и правилното известување.
за професионалната новинарска етика. Тоа е многу важно за да се направи напредок овде. Слушам дека школата за новинарство овде добро работи. Има новинари од Норвешка кои што се најценети во Европа. Јасно е дека медиумите немаат секогаш доволно пари, а тие некогаш се сосредочени на најважните прашања во земјата, но еден одговор на целата работа е новинарите и собствениците на вистина да се посветат на независно известување, како и на умерено, рамномерно известување. Во врска со господинот Венизелос, би сакал да го потврдам тоа што беше кажан. Би сакал исто да ги спомнам и првите поглавја што веќе беа спомнати. Господинот Фуле рече дека фокусот на овие поглавја е еден од начините да се направи напредок. Јас се согласувам, Европскиот парламент се согласува со него, а тоа што јас сакам е да се направи предскрининг на овие поглавја пред да започнат првите преговори. Тоа се вистинските проблеми, со вистинските критики за оваа земја и критичарите сакаат да се преземат активности прво во врска со нив. Дали овие прашања ќе се решаваат во земјата или надвор од земјата, сепак тоа е начинот на кој што треба да се постигне напредокот. Овој аргумент го изложив и ако се согласувате со мене, ќе го изложите овој аргумент и вие исто така, бидејќи тоа ќе им помогне на демократијата, владењето на правото и правдата во оваа земја, може да биде голем чекор напред за земјата кон целта, а тоа е рамноправна членка во Европската унија. Благодарам.